Почитувани, во исто време кога СДСМ троши илјадници евра, а можеби и стотина илјади евра на медиумите за партиско рекламирање, истите тие се задолжуваат за само еден ден со нови 300 милиони евра на грбот на граѓаните и на грбот на идните поколенија и нашите деца. Со вчерашното задолжување, долгот кој Заев им го остави на граѓаните е над 910 милиони евра нето. За само 31 месец Заев ја задолжи државата за 910 милиони евра, а при тоа не направи ништо. Нема проекти, нема инвестиции. Има само криминални тендери и партиски вработувања. За цели 10 месеци од оваа година, Зоран Заев успеа да реализира само 40% од предвидените капитални инвестиции, а да не направеше ребаланс со кој се скрати од парите наменети за развојни проекти, истите ќе беа 36%. Ова е очајно. Не можат да го исполнат ниту она што самите на почетокот на годината си го поставиле во план за реализација. Но затоа немаат проблем кога треба да се задолжат и да земат нови милиони евра кои ќе можат да ги делат на криминалните тендери. Ситуацијата е алармантна. Плановите за задолжување и економската политика на СДСМ се катастрофални. Расипништвото мора да запре. На недомакинското работење мора да му се стави крај. По 12 април следува одговорно трошење на народните пари и домакинско управување со долгот на државата, кој го враќаат граѓаните, а не некои политичари. Ви благодарам на вниманието.